Штип ја започна постапката за избор на вршител на должност градоначалник откако председателот на собранието Талат Џафери ги распиша изборите за градоначалник во општината, а со објавување во службен весник почнаа да течат и роковите. Комисијата за статут и прописи беше првата комисија во составот на Штипскиот совет која денеска ја усвои информацијата за распишување на изборите, со што се создадени услови за отпочнување на постапката за избор на ВД градоначалник на Штип. Ова е првиот чекор од постапката за избор на ВД градоначалник на Штип, а целата постапка треба да заврши во рок од најмногу 30 дена. Советот во рок од 30 дена од денот на објавување на одлуката на влада ќе избере еден од членовите на Советот кој ќе ја врши должноста на градоначалник за периодот до изборот на нов градоначалник, на начин на кој се избира председател на Советот. Од редовите на советниците се избира кандидациона комисија која што до Советот треба да достави предлози за кандидати за вршител на должноста градоначалник во периодот до следните предвремени локални избори. По нивен предлог, доколку до Советот се достават кандидационата комисија достави повеќе предлози, за секој од нив се гласа поединечно, со тоа што се гласањето се одвива по азбучен ред. Доколку во првиот круг не се избере едно лице, преминуваме во втор круг од кандидатите кои што имаат најмногу гласови. Очекувањата се дека целата процедура ќе заврши до 14 октомври, кога на седница веројатно ќе се гласа за ВД градоначалник. Во моментов, Јане Миланов ја извршува функцијата заменик градоначалник, која е со мандат од 2 месеци. Истиот истекува на 1 ноември, до кога и треба да се изврши изборот на вршител на должност градоначалник. Изборите пак за градоначалник во Штип се распишани за 13 декември.